Со нас е поранешниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битиќи. Ви благодарам што прифативте вечерва да поразговараме на вака важна тема. Благодарам за поканата и честитам на новата емисија и на новиот пат до вистината, да кажеме, за граѓаните на Република Северна Македонија. Да, ви благодарам. Најважно за граѓаните ќе биде, практично затоа го правиме и овој разговор, ценовниот шок кој што дали ќе имаме уште еден ценовен шок. Знаеме после војната во Украина брзо во недела дена порасна голем број на цени на основни прехранбени производи, но и на првично на енергенси и потоа се следуваше поврзано едно со друго. Цената на нафтата е таа која што овие денови веќе на светските берзи се одразува скокот. Каков ефект има тоа кај нас? Да, слушам и следам дека денови се прави некоја паралела со почетокот на војната во Украина. Има одредени сличности, освен дека е конфликт, војна и во двете места. Сметам дека е малце поразлично затоа што увозната зависност и тоа што геостратешката позиција на Украина во однос на Европа и Иран наспроти Европа е сосема различна. Во една има сличност, а тоа е зависноста од енергенси. Вие напоменавте енергенсот нафта, но јас би додал еден втор енергенс кој што и текако е сериозен за целото европско тло, а тоа е гасот. И едното и другото, значи и нафтата и гасот, скоро 20% од потребите на светско ниво доаѓаат од Ормунскиот теснец споменуваат. Од Ормунскиот теснец, но тој регион на Блиски Исток не значи дека од Иран, затоа што знаете дека таму се уште се активни санкциите за легален извоз на енергенси, како што е нафтата. Но сметам дека првите знаци од неколку дена, четврти ден од конфликтот, веќе доаѓаат првите моменти, а тоа е Европската централна банка во една своја анализа денеска веќе кажа дека првите знаци, негативни знаци, веќе може да се почувствуваат и веќе они проектираат дека на ниво на Европска Унија ќе имаат некаде од прилика 0,5% пат на проекциите за економски раст, извинете, на инфлацијата, 0,1% на економскиот раст предвиден, кој што го има, токму заради како последица веќе од почетокот на кризата. И овде имаме еден клучен момент колку ќе трае овој конфликт, затоа што времетраењето може понатамо да даде негативни импликации на неколку нивоа. Тоа што со сигурност знам, во краток временски период нема да се почувствува недостаток на енергенсите како што се нафта и газ, ни на европското тло, па ни во Македонија, но ценовно може и tekako да има негативно влијание. Веќе денеска, например, на цената на гасот е некаде од прилика во споредба со петок за 100% повисок. Вчера имавме 53% раст, денеска околу 30 и нешто на 50 нешто, или во цена некаде во петокот беше 32 евра гасот според ТТФ, нели тој што ние го употребуваме. Денеска веќе напладне некаде 65, што е скоро двојно. Веќе цената на нафтата приближува $80 по барел, од 63-64 колку што беше веќе крај на неделата. Тоа значи дека проекциите на експертите кои што тесно тоа го гледаат, велат дека може да отиде до $100 и $120 по барел. Значи цената
и како ќе влие, тоа значи дека и ние и граѓаните ќе плаќаат повисока цена. Еден сегмент кој што најверојатно овде веќе Народна банка, нашата централна банка би требало да излезе со одредени анализи како овој ефект на зголемување на цени на енергенси ќе влие во целокупната инфлација. Овде може да се најде, да кажеме, споредбата со почетокот на кризата во Украина. Вас ме затекна тој период, така, да, тоа зборувавме за увезена инфлација, која што доаѓаше од зголемените цени на енергенс, но, например, ако споредите почетокот на кризата, цената на гасот во еден момент нас не најде на ниво 320 евра. Денеска зборуваме за 65. Па може да видите колкава била разликата, но секако во време на украинската криза и енергетската криза имавме и друг елемент, а тоа се производите, прехранбените производи кои што ние го увезуваме значително порасна во цени затоа што се нарушија ланците на набавка. Еден сегмент кој што гледам дека скоро никој не го анализира, а тоа е што се случува со земјите со кои секако доста од ланецот на снабдување на цела Европа, па и пошироко зависат. Тоа е Кина, Јапонија и Индија. Затоа што овие три земји во суштина се најголемите корисници на енергенсите кои што доаѓаат од ормонскиот теснец. Пак ќе кажам, ако кризата се задржи во некој разумски временски период. Ако го земеме рокот на председателот, американскиот председател Доналд Трамп, дека ќе се задржи 4 недели. Видете, вчера или завчера председателката на Македонија се обиде да го објасни. Секоја земја, па и нашата, има одредени резерви. Стокови резерви, но и компаниите кои што оперираат со енергенси мора да обезбедат одредени да имаат одредени залихи. На европско ниво тоа е отприлика 90 на дена. Така да кажеме на европско ниво, Европска унија, земјите членки на Европска унија, па и Америка која што би имала, да кажеме, одредено влијание, Кина, Индија, Јапонија и така натаму, сметам дека се осигурени со резерви од прилика 90 на дена. Македонија искусствено, од тоа што го имам како информација, варира за кој енергенс, но да кажеме дека 40 на дена би требало да има. Дали во овој момент државата располага, останува да веруваме на тие кои што се на власт и тие кои што се повикани да ни кажат дека да, имаат осигурани и има доволно стокови резерви. Тоа значи дека ако кризата се задржи на евентуално 4 недели, ќе се нарушат ланците на снабдување, но, например, ако видите денеска една најава, земјите на ОПЕК рекоа дека во април ќе го зголемат производството, тоест на количините на екстрактирање на нафта и продажба на нафта, за да го задоволат потребата евентуално од недостатокот кој што ќе се случи во месец март од снабдувањето преку теснецот, ормонскиот теснец. Така да јас искрено се надевам да кризата прво заради луѓето кои што живеат во сите земји кои што се офатени со овој конфликт заврши што е можно побрзо и да не ескалира. Но ако тоа не се случи набрзо, да вистина, како што рекол председателот Трамп, некаде за 3 до 4 недели заврши, а пак ќе кажам, се надевам дека до тогаш доволно земјите ќе можат да одржат под контрола одредени работи. Дали вистински може да има ефект, нема да излезе нит Европа, нит Америка, нит другите земји, другите континенти
онака без негативни импликации од ова нова војна, да кажеме, во светот. Добро, особено за нафтените деривати ќе треба и да почекаме минимум една недела, бидејќи пресметката која што ја прави регулаторната комисија за енергетика се сведува на просечните цени од изминатите 5 дена, па се формира. Да, иако со една измена која што направивме во времето кога владеевме, они имаат можност на секој 24 часа да го земат просекот од првите 5, ама на секој 24 часа да одредат нови цени за не да мора да ударат, чекаат понеделник или вторник, апсолутно, за да ударат бидат да. помал. Искрено, затоа што секако видите цената веќе е скоро за 50% поскапа од да, тоа ние што беше вчера имавме корекција, мислам од денар 2 на нафта. на различни деривати освен дизелот. Освен дизелот. Така да најверојатно, ако не денеска, веќе наредните 2 до 3 дена. За жал, во регулаторната комисија за енергетика имате недостаток, нема председател на регулаторната комисија за енергетика, но се надевам дека тимот кој што ја води регулаторната комисија ќе успеат да не го изгубат чекорот, за да кажеме цената на крај на овие и како битен енерген кај нас, не го платат стопанството и граѓаните. Затоа што, гледате, во целата дискусија многу малку зборуваме за газ, затоа што сме мали корисници на газ, но тие компании кои што, особено стопанството кои што кај нас го користи, со внимание гледа, затоа што кај нас пак имаме еден друг хендикеп, иако до 2024 зборувавме како државата заедно со стопанството треба да влезе во одредени интервенции и операции за складирање на количини на газ и резервирање на одредени количини на газ, однапред резервирање со однапред зададена цена. Тоа за жал не се случи или тие кои што беа повикани не го направија, така да останува само на милост да војната не продолжи инфинит, па они да ја платат Да, но проблем се, например, еве Катар го запре производството на газ, бидејќи самата фабрика има и оштетување врз фабриката. Имат оштетување, немаат како да го транспортираат, затоа што они во суштина се еден од клучните извозници на LNG, течниот газ кој што доаѓа како супститут на газот кој што Европа го користеше од Русија. Значи, доста од земјите членки на Европска Унија, па и во регионот кој што се земји членки, земји кои што имаат аспирација да влезат во Европска Унија, се насочија кон, да кажеме, комбинираниот миксот на течен и компресиран конвенционалниот газ, и затоа видите кога имате момент во кој што вие едноставно не може да произведете, не може ни да снабдите. Денеска баш правев некоја анализа, 20% од потребите, светските потреби на LNG доаѓаат од тој регион, особено од Катар, како што и 20% од светските количини на нафта потребни доаѓаат од Блиски Исток, од различните земји. Земјите, јас ги спомнав, например, Кина, ги спомнав Индија и Јапонија, затоа што процентите кои што они го добиваат од увезената нафта или увезениот газ веќе надминува 50% од нивните потреби, така да за нив секој ден повеќе криза, значи сериозни импликации во ланецот на снабдување. Тоа значи дека да, они може да ги користат резервите, но еден ден ќе мора од некаде да најдат субститут или да прекинат во нивните ланци на снабдување. Например, не знам, Кина се уште е еден од поголемите добавувачи во ланците на снабдување на одредени индустрии и за Европа, дали е тоа автомобилскиот сектор, дали е фармацевската индустрија и така натаму. Јапонија стандардно едно од
клучните економии во светот. Индија не е изолиран остров, една битна земја во глобалната сцена, така да ако они почнат да го имаат првиот удар, проблем, сите други ќе имаат негативно влијание од ова што се случува. Можеме да ги споменавме стоковите резерви, ќе ве навратам малку на нив, може да спиеме мирно дека навистина имаме резерви? Ја можам да кажам до времето додека бевме, затоа што вообичаено стоковите резерви и состојбата на стоковите резерви се класифицирани податоци. И тоа е законска обврска на носителите на јавни функции да бидат информирани и да гарантираат дека има доволно стокови резерви, не само за енергенсите, како што е нафта, туку и за други производи, затоа што се прави цела листа на производи, така да останува да веруваме дека тоа го имаат. И слушнав еден друг момент во изјавата на претседателката после Советот на безбедност дека не се секирајте, граѓани ќе има доволно количина на нафта затоа што продуктоводот е во функција, нешто што беше започнато како идеја при крајот на претходната влада во мојот кабинет. За жал пак информациите што ги добиваме да продуктоводот имаше намера за ставање на функција, не целосно е ставен, така да би требало да добиеме како јавност целосна информација дали вистински продуктоводот, затоа што он ќе ги забрзаше количините на нафта кои што можат да дојдат од пристаништето во Солун, но видете, ако тие немаат продуктоводот што да носи. Така да ако таму се сопре ланецот на снабдување, ние нема да имаме, не дека имаме ние овде места кај да го складираме, кај да ја складираме таа нафта која што би дошла во инфинит временски период. Реков, има доволно од прилика 40 на дена би требало да имаме доволно капацитет за складирање. Но граѓаните мислам дека нивниот фокус би требало не е ова некој зборање за да некој испаничи, не е дојдено времето се уште за чекање пред бензински пумпи, за складирање. Како што го имавме во почетокот на војната или и ковид пандемијата. Не сме дојдени до тоа ниво, но ќе треба да бидеме спремни дека сериозно ќе треба да издвоиме средства за да ја платиме цената на овие енергенси. Да, но треба исто така, повеле. Но под предпоставката дека ова нема да трае на вистина долг период. Ако трае повише од месец дена, тогаш ќе треба сериозни планови веќе денеска да се преземат, но нели ние сме мала земја која што е дел од НАТО алијансата, но не сме директни учесници во овој конфликт и така сметам дека будно треба да се следи и да не се остави и да не спиеме на увото да кажеме далеко сме, кај нас ништо не може да се случи, ние можеме да бидеме колатерална штета на севкупните збиднувања. Да, сакав само тука да надополнам дека треба можеби да се размислува од денес за наредните години, особено го споменавте вие складирањето на газ, па и складирањето на електрична енергија. Знаеме дека иако се некако се вложува се повеќе во фотоволтаици, но нема каде да ја складираме таа енергија. Имаше една таква намера, јас кај ја начнам, знам дека таа може и да звучи политички, ние во суштина токму мислејќи на ваков пристап. Зависноста од енергенси не може да ја замените со друга зависност. Ако вие цело време сте биле зависни на руски газ и во време на кризата овозможивме диверсификација на снабдување на газ во државата надвор од руски газ, не може да кажете сега е сосема доволно. И затоа тогаш влеговме во една операција во која што закупивме, влеговме во договор со Александрополос за закуп на течен газ за наредните 15 години. На количини кои што беа предвидени да како што расте стопанството,
Да државата може да ги има на располагање, без да бидеме загрижени дали ќе има или ќе нема. Затоа што ги резервираш капацитетите. И таму имаше после цела една дискусија од новото раководство и на ЕСМ и во владата, дали било потребно, не било потребно. Во овој момент искрено не знам, мислам дека е статус кво тој договор за резервирање на капацитета и гледате за неполни 2 години доаѓаме во ситуација да кажуваме што сега. Ако се прекине испораката или ланецот на снабдување од овој извор кој што го имаме, што ќе правиме? И затоа овде треба една сеопфатна стратегија за наредните 10 до 15 години како да се диверсифицира. Да, градењето на инфраструктурата е клучно овде, но напоредно со градењето на инфраструктурата морате да планирате од каде ќе се снабдувате. И што поголема диверсификација, тоа сте по безбедни. И тоа не е само за гасот, тоа е исто и за нафтата како дериват, но и за електричната енергија која што ние во овој момент користиме како граѓани, доаја повеќе од 60 до 70% од термоелектраните, диверсифицираме со обновливи извори на енергија, но многу малку, како што рековте, се работи на складирање. Значи, ќе мора да се размисли дали во државата има доволно капацитет за складирање на газ, складирање на доволно на нафтени енергенси и на електричната енергија, или ќе направиме стратешки договори со други земји во кои што ќе го складираме и ќе го користиме складирањето на овој енергенс како што е газот. Например, имаме една соседна, северниот сосед, они користат складови во друга држава на Европската унија, но таму го закупуваат. Тоа е исплатливо? Па да, затоа што видите, во ваков момент да го имаш се е исплатливо. Да. Затоа што е твој. Да. Отколку да го немаш воопшто. Отколку да го немаш воопшто, затоа што тогаш ќе кажеш ќе платам и 5 пати повише само да го имам, а и тогаш е навистина скап. Ова е улогата на државата која што треба да ја постави и затоа овде реално за ова сметам дека владата е повикана да малце поактивно учествува, затоа што пак ќе кажам, јас се надевам дека конфликтот брзо ќе заврши со многу помалце жртви и треба да се извлече поука за понатаму. Нас ни се случува скоро во секој 3 до 4 години различни Ама некако таа полука не ја извлекуваме, па мислиме секогаш од денес за утре што не, сега што мислиме далеко е. Далеко ни беше Украина, иако на европско тло, сега далеко ни е Иран. Па кога почнуваат да зборуваат за различни опции, чекај, сега да почнеме, сега е веќе касно. И затоа велам, сега треба да се почне, но да се размислува за наредните 10 до 15 години, независно што ќе се случува на наредните 10 до 15 години. Дали овие геополитички случувања може да го забават или да се одразат на било каков начин врз проекциите за економски раст? Па кажав, да, зависи во време колку ќе траат, но ако Европската централна банка вели дека да, тогаш и ние не можеме да кажеме дека ќе бидеме имуни. И затоа реков дека Централната банка, тоест Народната банка, мора да излезе со одредени проекции, независно што е многу рано, веќе 4 ден, но изгледите дека тоа ќе заврши за некој ден не се баш известни и затоа сметам дека колку е побрзо можноста да излезе со проекции да ја спреми јавноста. Сметам дека е подобро, затоа што на крај на денот ова е една од аргументите за кои што сметам дека може да се постигне одреден консензус и во општеството. Ова не е кривица за лошо планирање, затоа што никој пред 3 месеци не размислуваше за евентуална криза од оваков размер, така да ова е увезена и инфлација и увезен ценовен шок евентуално и мислам дека може да се најде одреден консензус во општеството за и разбирање за сето, но ако
се уште тврдиме дека ние сме далеко, нас ништо не ни оваа криза нема да ни направи, сметам дека е погрешен чекор. Некако се однесуваме како многу моќни да сме и како самоуверени во секој. Иако сме некаде 1,5 милион резидентно население, се однесуваме како да сме 150 милиона, па се случува околу нас. Во кој момент треба владата да реагира? Дали треба да почека таа одлука или проекција на Централната народна банка, или пак веќе е време да се преземат некакви чекори? Па, ние вообичаено правиме две работи. Централната банка прави своји проекции и секако Министерството за финансии прави своји проекции. Вообичаено тие не се разликуваат многу, но сметам дека во овој момент не треба да се чека се уште, особено затоа што ние сме многу зависни, увозно зависни во се што се клучни работи што може да влијаат и на инфлацијата и понатаму на економскиот раст, а тоа се нафтата и газот. Газот го користат стопанството, особено стопанството кое што ни го генерира извозот, така да евентуалните ефекти, ценовни шокови што може да ги доживеат таму, ќе има негативен ефект кај нив и мислам дека не треба више да се чека, веќе да почнат првите проекции за да се покаже доследност во следење на состојбите. Ако продолжи во одреден временски период и ефектот се пушти на самите граѓани, мислам дека владата овде е повикана да има сериозни мерки како да им помогне на благосостојбата на граѓаните, за да кажеме осиромашувањето на граѓаните не биде уште поголемо, за жал. Дали државната каса може да издржи уште евентуална нова криза без зголемување на јавниот долг? Пак ќе кажам, разговорот го правиме 4 дена после почетокот на оваа војна. Ако би го правиле 4 недели, со сигурност ќе ви кажам не. Затоа што тогаш веќе ќе знаеме со сигурност како се и колкав ќе биде влијанието на инфлацијата и потребите на државната каса. Јас сум еден од тие кои што и при носењето на буџетот во 2026 кажав дека државната каса не е во најдобро светло, да кажеме, затоа што минатата година не треба да забравиме дека ја завршивме со отприлика 500 милиони евра недостаток на приходната страна, што значи 500 милиони евра нереализирани расходи. Некој вика, па добро е да не реализираш 500 милиони расходи. Тоа не е баш домачинско работење и добро во економијата, затоа што тие расходи не нужно не се реализирале, туку не се платиле. И еден доказ за тоа дека моето тврдење дека во суштина е одложување на плаќање на расходите, а не дека не се реализирале расходите е првите 2 месеци од 2026. Вие имате капитални реализација на капиталните инвестиции од ниво 20%, што не е возможно, освен ако немате одложено плаќање на нешто што е реализирано во 2025, затоа што тогаш не сте имале пари. Например, Бехтел Јенка. Пример, меѓу другото. И сега имате одеднаш во првите 2 месеци реализација од 8 милиарди денари или 20% од тоа што сте го реализирале. Тоа се и да сакате вие да реализирате толку многу во првите 2 месеци кои се најладни месеци, невозможно. Е невозможно. Тоа значи дека имате одложени расходи. Ја ги знам, тоа е Бехтеленка и плюс одредени други капитални расходи кои што не беа платени при крајот на годината, но тоа
не е тоа што оваа година си го испланира. И затоа сметам дека ние веќе при крај на мај ќе видиме ребаланс на буџетот. Се надевам дека до тогаш војната нема да продолжи, затоа што можеме годинава сериозни импликации да имаме и не само јавниот долг да се зголемува, туку да и буџетскиот дефицит биде далеку над тоа што владата го има испланирано. Кога сме кај јавниот долг, јас сум кажувам и продолжувам да кажувам, вие можете само навидум да се обидете во одредени временски периоди да вештачки го држите под 60%, но реалниот податок за јавниот долг еден ден ќе биде обзнаен. Веќе ние имавме задолжување од 1 милиарда, слушаме за нови 300 милиони, ќе дојде секојдневно, се задолжуваме во домашните банки, кои што тоа не го помпезно најавуваме, тоа се случува цел период. И тоа е тоа што е планирано. Како ефект на војната сметам дека ништо од тоа што го имаме во буџетот го нема и затоа во ребалансот очекувам сериозни различни бројки, ако сакаме да ја покажеме вистинската слика во државата, тоа е дека нема пари, кубуриме со ликвидност и за жал стопанството е тоа што едноставно не успева да го даде максимумот свој, затоа што ликвидноста им е нарушена. Јас се уште влегуваме во март месец, ги слушам истите поплаки од стопанството, а тоа е дека враќањето на ДДВ, како што е законска обврска, продолжува да е надзаконскиот рок, 60 дена, веќе се бројат со месеци, 6, 9, 12 месеци, има компании кои што не ги добиваат назад. Јас знам дека некои се обидува тоа да го прикаже дека инспекции се случуваат, тоа е редовна постапка, не може 12 месеци да имате инспекции. А ако нешто е сумнително за 12 месеци, сигурно институциите ќе постапеле. Имате преку 700 милиони на неплатени, достасани неплатени обврски. Пак и овде се обидуваме да слушаме релативизирање, па тоа биле од јавни предпријатија. На крај, кругот завршува во стопанството. И третиот податок, дека имаме сериозен проблем со ликвидноста, е толкова зборуваниот Коридор 8. Договорот Бехтеленка, кој што сите го зборат, иако првично требаше да заврши во 2027, сега се продолжи рокот до 2029. И никој не праша зошто се продолжува рокот од 2029. Да ги прашаме Бехтеленка, дали е заради нивната неспособност за реализација, они ќе ви кажат не. Ние ќе го завршиме крај на 2027. Единствената причина зошто се продолжува од 2029 е немањето на средства за да ги платите. И доказ за ова е планираните средства во 2026 и проекциите за 2027, 2028 и 2029. Не можете со планирани 105 милиони евра годишно да реализирате проект од милиарда и 300 на Бехтеленка, кои што се буџетски средства. Значи, за да извоите милиарда и 300, ви треба 13 години. Затоа што по 100 милиона од прилика трошите годишно. Еве нека видат 110, ќе ви треба 12 години. Сега прашањето кон власта е дали ќе ни треба 12 години да го завршат Коридор 8 и 10D, затоа што нема средства во парите, во буџет. И јас одговорно ви тврдам дека ова е една од клучните причини зошто се продолжува рокот на спроведување, затоа што го знам оригиналниот договор во кој што вика дека они ќе го спроведат за толку години, но државата треба да осигура дека во буџет ќе има доволно средства за да соодветно се плати со плюс една година од кога они ќе го завршат автопатот. И затоа
ова, да се вратам на вашето прашање, дали е го добра кондиција? Не. Дали може нешто да се направи? Има многу алатки, но за жал гледаме дека во овој момент нема доволна спремност за да се интервенира, затоа што некои од чекорите може да бидат болни. За жал, Народна партија, како што е ВМРО ДПМН, која што е десничарска партија, вообичаено не сака да презема државнички одлуки кои што се на доброто на државата, туку гледаат од изборен циклус до изборен циклус. Може би ќе ги потрошиме парите на киче во Охрид, бидејќи во собранието помина уште едно продолжување. Не, нема да ги потрошиме затоа што ќе се задолжиме дополнително. Да, тоа Но тоа не влегува во јавниот долг. Влегува во јавниот долг, не влегува во државниот долг, затоа што јавното предпријатие на државни патишта се задолжува за нови 200 милиони евра. И ова е 8-миот анекс. Ќе биде најскапиот автопат во државата. Па мислам дека и во регионот ќе биде најскапиот автопат. За жал, ова е еден од примерите, школски пример, како не треба да се гради автопат. И цртана е мапата на Google Maps, трасата? Мислам дека не само што е цртана од Google Maps, туку некоја верзија 20 години порано од Google Maps која што е земена, веројатно тогаш ни Google Maps немало, имало некоја друга мапа. Карта хартиена. И сега пред некој ден слушнав изјава на вице-премиерот задолжен за тој автопат, вика немало банкини. Па ние го тврдевме исто, не дека немаше банкини, тамо немаше проект. 6 пати се цртаат косините. И тоа треба да ги прашате тие кои што цртаат, проектантите, кои што се исти со надзорот. Никаде во свет тоа не се случува и јас сум го покренал неколку пати и затоа веламе школски пример како не треба. Второ е школски пример како ќе учат нашите деца за организиран криминал и корупција. Памтите, не треба граѓаните да заборават на дали е доволно процентот 30% кои што го зборува челниците на режимската влада на ВМРО ДПМН кога го договара Кичево Охрид. Сега 30% излегуваат со последниот анекс затоа што едноставно средствата ги нема. И не би кажал дека буџетот нема кондиција заради нив. Не, ова се дополнителни средства кои што билатерално се добиваат. И за аргумент зошто не треба вакви проекти да имаме и зошто ние секогаш зборуваме дека треба со сериозни финансиски институции да се градат автопатишта е примерот на британските пари. Со британските пари кој што се зборуваше дека ќе се гради коридорот 10, нели требаше да почне веќе, евено се гради, тоест иронично го кажувам, не се гради. Не се успеа се уште да се направи аранжман за средствата, затоа што нема проект. Сериозни финансиски институции, европски институции, не даваат средства на немање на проект. Знаете зошто? Затоа што они сакаат да се сигурни дека кога ќе ги дадат средствата, проектот вистински ќе се реализира со тие средства и нема да излезе 2 пати поголем, со поголема вредност. Наспроти, кинеските пари, кои што ја ги нарекувам корозивен капитал, кои што освен заложништвото кој што сакат да го направат со задолжувањето финансиско, сака да имат политичко влијание во земјите во кои што они даваат своји пари. И ако ме пратат гледачите, јас истиот коментар го имав и за унгарските пари. Зборував за корозивен капитал, затоа што тврдев и продолжувам да тврдам дека тоа се кинески пари, преку кои политичкото влијание ќе има импликации во секојдневниот живот на нашите граѓани во Македонија. Граѓаните на Македонија не треба да плаќаат две цени. Едната е да го плаќаат автопатот
во финансиска задолжување и второ да го плаќаат автопатот или автопатиштата или железниците со политичкото задолжување кој што го правиме кај одредени други земји. На крај на денот граѓаните избираат своја влада и они се заложници на својата влада. Не треба да се заложници и на друга влада. И затоа овде треба да расчистиме една за секогаш. И ја, например, ме знаат, еве, јавно ќе го кажам, дека бев еден кој што последниот анекс не беше спремен да го потпише, но затоа што имав сериозни притисоци за ненарушување на дипломатските односи со Кина да го потпишам и ја тогаш реков, бидејќи анексот е само временски продолжување, иако јас не се согласував затоа што знаев дека освен временското продолжување ќе треба и финансиски средства за да се отстранат грешките, тогаш ме тврдеа одговорните дека нема да има средства, еве сега доаѓа цената за тоа што го зборев пред 2 години, но сега имаме друга власт, она е спремна, нели, да го заокружи со уште 200 милиони, да не почасти сите како граѓани. Дали за крај вие се чувствувате исто како вашиот лидер дека и моментално во државата има режим сличен на тој на Али Хамнеи во Иран? Па јас би кажал дека имаме автократска влада, влада која што сака да го задуши, да ја задуши слободата на говор, да прави политички прогон на сите неистомисленици и ако продолжи вака, најверојатно не знам каков режим имале во Иран, не сум живеел тамо, сме гледале, но јас се сеќавам добро на еден лидер на ВМРО ДПМН кој што ни приреди еден режим во нашата земја и затоа јас ќе кажам не би сакал да се вратиме во времето на режимот на ВМРО ДПМН иако наликува многу. Ја очекував дека некаде после неколку години владење тоа е истиот стил, овие од почетокот почнаа да го применуваат истиот принцип и затоа ќе кажам дека за жал натаму одиме, затоа што сите индикатори покажуваат дека оваа влада не е спремна да остави простор на луѓе кои што имаат различно мислење, но имаат иста цел за државата, а тоа е да подобро место за живење, да овозможи тоа да се случува. Паралела со Иран, пак ќе кажам, ние сите сме наблюдувале, слушале, добивале информации. На крај на денот се граѓаните во соодветните земји кои што најдобро оценуваат и прават споредби. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и вам. Почитувани, останете со нас по кратката пауза, продолжуваме со последниот разговор за денеска, исто така интересен, посветен на тоа како технологијата се користи во војна и колку е од помош или пак проблем за денешното војување. Останете со нас, се враќаме за кратко.